И здраво на сите, јас сум Дејан, како што гледавме во минатите видеа, снимав како полагав, го снимав мојот прв мотор, снимав како ги наместив халогенките кои што сега ќе ги видите повторно во кадарот и денеска дојде ден за еден мал апгрейд за кој што ќе ми биде многу потребен за пред да тргнам на моето прво патување со моторот. Ќе го апгрейдуваме моторот со торбици, со полнач и држач за телефон. Воедно ќе ви покажеме како подмачкувам ланецот. Моторот е веќе испран претходно. Пред да ги местиме торбите, сакам да го подготвам комплетно, сакам да го подмачкам ланецот, кога сме веќе кај одржавањето, секогаш после перењето на моторот, јас лично го подмачкам ланецот или пак на 500 по минути километри. Денешен поддржувач на ово видео е Максима мотоопрема, се наоѓа во Кисела вода на Борис Трајковски. Ќе ви оставам линк доле во описот. Продавницата е премногу опремена и многу сме им благодарни за штендер за задно тркало од брендот GP, кој што е екстремно добар и премногу издржлив. Не е дводелен како што се некој па го прави моторот нестабилен, туку е овој од еден дел. Така сега може да го кренеме моторот на штендер и да испратиме цела процедура на подмачкување на ланецот, како јас го правам тоа. За да го наместите моторот на штендер, првично што правите, го ставате на штендерот каде што е подпрем странично. Второ нешто што го правите и поставувате држачите каде што треба да стои. И моторот е веќе поставен на штендерот. Секако левиот штендер е најбитен при спуштање. Кога ќе го спуштате, секако ќе го придржувате со едната рака. Малце ми е гломазно поради куферот на мене и левиот штендер задолжително да биде пуштен. Без него, ако не е пуштен, може моторот да ви се преврти или да ви падне. Сега ќе идеме на процедура на подмачкување на ланецот. За одржавање на ланецот јас користам четка која е наменета специјално за ланец. Користам клинер. Пред од кој ќе го исперете моторот, го поминувате со клинер обавезно. Потоа користите една сува крпа за прибришување на ланецот и потоа го подмачкувате со chain loop. За подмачкување на ланецот секогаш ќе ви треба двајца, пошто вашите двете раце ќе ви бидат зафатени, барем мене ми е така. Ја местите четката да биде да фаќа горе, доле и левата страна и нанесувате од мастувачот за ланец. Полека се врти. Вие го притискате, благо го притискате ланецот и шприцате. Прати словно. Го шприцате од сите страни. Ланецот го притискате благо надоле и право. И фактички ги чистите горниот и челниот дел. Потоа го кревате ланецот нагоре. Минимално се чисти долниот дел. И потоа вртите четката обратно. Го чистите и внатрешниот дел на ланецот. Го правите тоа да сврти 4-5 круга и нанесување со доволна количина на одмастувач. Одмастувач не е страшно и премногу да има. Не е страшно ако има премногу одмастувач. Не е добро ако има премногу масло за подмачкување на него, пошто ќе прска премногу. Вообичаено се користи доле еден лонец или корице за да може да паѓаат прљавштините внатре. Но јас моментално го правам тоа надвор и немам потреба од такво нешто. Другата страна четката ја користиме за околу звездата, за чистење за звездата, но кај мене веќе е претходно и чистена звездата. Јас чистам буквално со тоа и го вртам ланецот и од кога ќе го поминеме со четка ланецот, секако земаме една крпа и го фаќаме ланецот со рака и вртиме со тркалото за да се избриши од одмастувачот. Секако не можеме скроз да го изчистиме од него, но поголемиот дел ќе излезе, поголемиот дел ќе искочи. Од кога ќе го избришеме со сува крпа, го земаме
спреот за подмачкување и ова се нанесува буквално малку, не мора да биде премногу. Со едната рака го држите, со другата нанесувате. Подмачкувањето на ланецот е најбитно за долгиот век на ланецот. Сосема е доволно тоа подмачкување. Све што е повеќе не е добро затоа што ќе прска околу целиот мотор ако има премногу нанесено од подмачкувачот. И секако во торбицата сакам да си го спакувам целиот сет за подмачкување, затоа што мада за првата тура мислам дека нема да ми треба, но за сите наредни тури сакам да ги спакувам во торбицата за да си ги носам со мене и да си го подмачкувам ланецот на одредена километража. Сега моторот ќе го внесеме внатре и ќе го снимиме процесот како ги монтирам јас торбите и како ќе изгледа завршната слика на моторот. Премногу со тракатан сега да ви кажам, но не се премногу комплицирани за местење. Кај мене малце ролбарот е незгоден, пошто е заоблен како триаголник доаѓа, а има ролбарови што се буквално како четириаголники, буквално може да се намести без никаков проблем. Но и тоа нема да ни направи некој проблем, така да сега ќе почнеме. Прво нешто што ќе го наместам најгорниот дел, за да може да ми стои фиксно поврзан. И така да 90% работата е завршена. Но не е така. Сега ќе земеме од страна што се врвките. Ќе ги поврзуваме нив. Овие секако се закачуваат едно за друго, за да биде формата добра. Но мислам дека треба попосле, пошто ќе ги ставам сега прво овие страничните. Ги обвиткувам само околу ролбарот. Го обвиткувам околу ролбарот, го протнувам помеѓу каналчето кај што има оставено за да помине. Го извлекувам од тука и го закопчувам на најнапред. Сега го фаќам долното, го местам и најдолното исто. Преку него го извлекувам, го протнувам преку местото кај што е оставено за да се протне и го закопчувам. Може малце да ги затегнеме. Првичното е решено. Едната страна е тука прилично решена со монтажата. Сега ќе местиме и следната страна, исто така да што се монтираат прилично брзо и едноставно. Ќе го фатиме горниот дел, го протнувам преку шипката на ролбарот, ќе го спроведам исто преку просторот кај што на мене за да се спроведе, го извлекувам до крај, само ми е малце увиткано, морам тоа да го направам. Добро. И за следната страна го протнувам преку ролбарот, од каде што доаѓа, само ова ќе гледате да ви биде исправено скроз, за да не ви дојде некако наопаку извртено. Јас ќе го протнам преку оваа страна. Овие на крај ќе ги врземе. Идам сега исто така и со долниот дел. Го протнувам испод ролбарот, истата процедура ја правим на сите 4 страни. И
затегнав. Вака. Го закопчуваме. Најгорното со овие многу битно, не е многу битно, него овие се како безбедносни за да не ги изгубите торбите. Јас обично ќе го свртам преку ролбарот и ќе го наместам и така да тука не може веќе да се откачи. Обично може да се врзат едно за друго горе и ако мислите дека нема потреба на некој дел да го врзете, можете да го спроведите едно со друго. Истото го повторувате и со останатата страна. Тука повторувам иста постапка. Го закачувам најгорното и закачувам со истите делче и останатите. Ова е полношо што ќе уместиме, има на еден излез 1,5 ампер, на друг излез 2,1 ампер. Така да ќе ми служи за полнење телефон, GoPro, камера или што и да е. И ајде да видиме како се мести. И редовно ги отштрфуваме. Сега позицијата ја му ја смислив да го ставам овдека, затоа што држачот првично ќе наместам да ме биде овдека на овој дел и да имам краток пристап на со кратко кабле да можам да завршам работа. Монтираме на цевката за да ми биде полесно за монтажа. Сосема доволно, тука се пушта, се гаси. И сега најбитно е за каблите. Кабелот ја го смислив, ќе го пуштам каде што поминува селата за кумплук. Од овдека ќе го пуштам директно да дојде внатре во инсталацијата. Ќе ги свртам рачките во десно, за да ми се отвори целиот тој простор. И сега прво нешто што ќе направам, ќе го пуштам само кабелот. Овдека ќе оставам само малце за да може да циркулира ако го вртам лево-десно, за да може самото да маневрира. И сега од овдека треба да ја пуштам раката, да го дофатам кабел малце. Ќе биде проблем, ама успев од прво. Го поврзувам секојаш прво минусот. И заштитната гума задолжително да се врати на своето место. Така. Долниот дел на инсталацијата ќе го фатам веќе на постоечката инсталација со везици. Ставам две везици доволно му се.
Сега да видиме дали ќе работи. Треба да има индикација црвена точка напред. Како што гледаме се појавува. Значи добро е поврзано. И останува уште да го поврземе држачот за мобилен. И е држачот за мобилен. Сима позади, ја го залепив на криво, пошто мислев ајде викам да пробам прво како ќе биде. Вака. Ќе го наместам да стои на таа позиција. Тука има едно штрафче, имбус, што ви доаѓа со сами ръч. И буквално телефонот доаѓа на позиција и може да се ротира и така. И уште еден детал што ќе му направам апгрейд на моторот денеска. Тоа е, и ќе го наместим исто така и овој држач за GoPro, каде што може да го местам GoPro-то за да снима од моментално ќе го наместам на оваа позиција. Сосема да. И се подесува по висина и финално еве како изгледа, како дојде целиот изглед на мотор. Мислам дека ми се смени целиот личен опис со торби, халогенки, торби, држач за GoPro, држач за мобилен и полнач. Мислам дека за првото мое патување ќе биде сосема доволно. Тоа е тоа за денешното видео. Ако ви се допадна, ставете лайк и subscribe. Ако не ви се допадна, ќе се обидам следен пат да биде подобро. И мислам дека овој апгрейд е доволно за моето прво патување и секако дека ќе се надоградуваме со тоа кога ќе почнеме да патуваме, ќе гледаме што дополнително ни фали за напад. Така да останете со нас, поддржете ме, стиснете лайк, subscribe. Се гледаме на првото мое патување. Останете со нас.